На денешен ден, 25 март. – 1812 година. Роден е Александар Иванович Херцен, руски научник, револуционер, демократ, филозоф и писател. Поради спротиставување на феудалниот поредок и настојување да ја прошири просветата, мораше да избега од земјата и долго живееше во емиграција во Лондон и во Париз. Во Лондон Херцен ја формира руската печатница и издаваше публикации, кои одиграа важна улога во развитокот на руското револуционерно движење. Умре во 1870 година. 1860 година. На традиционалниот конкурс за поема што се одржа во Атина, македонскиот писател Григор Праличев доби Ловоров венец за поемата Сердарот. 1884 година. Во селото Селци Дебарско е роден Арсени Јовков, македонски револуционер и публицист. Учествуваше во Илинденското востание во 1903 година и напиша поема за него. Како емигрант во Бугарија го редактираше весникот Илинден и објави голем број статии во него. Тој е првиот македонски филмски сценарист, според чие сценарио во 1923 година е снимен документарниот филм Македонија на филм. На зверски начин е убиен од агентите на Ванчо Михајлов во крававите горноџумајски настани на 14 септември 1924 година. 1903 година. Родена е Камила Хорн, германска филмска звезда. Умре на 12 август 1996 година. 1911 година. Во селото Долнени Прилепско. Роден е господин Ангелари, поглавар на Македонската православна црква, архиепископ Охридски и Македонски. Загина во сообраќајна несреќа на патот Прилеп-Велес во Дреновската клисура на 15 јуни 1986 година. 1914 година. Умре францускиот писател и филолог Фредрик Мистрел, добитник на Нобеловата награда за литература во 1904 година. Фредрик Мистрел пишуваше лирски песни, епови и драми. Негови најпознати дела се епопеите Мирејо и Календо. 1921 година. Во Висбаден е родена Симон Синьоре, француска филмска артистка. Умре во Париз на 30 октомври 1985 година. 1936 година. Соединетите Американски држави, Велика Британија и Франција ја потпишаа Лондонската конвенција за слободна пловидба на отворено море. 1949 година. Филмот Хамлет на Лоренс Оливие доби 5 Оскари. Тоа беше првиот британски филм што го доби ова највисоко признание во областа на филмот. 1957 година. Белгија, Западна Германија, Италија, Луксембург, Франција и Холандија ги потпишаа римските договори за создавање заеднички пазар. Организацијата го доби името Европска економска заедница, потоа Европска заедница, а сега Европска унија. 1997 година. Австралискиот сенат го укина законот за еутаназија, единствениот закон во светот според кој беше дозволено самоубиство на пациентите кои боледуваат од неизлечливи болести со помош на медицинскиот персонал. 2002 година. Афроамериканката Хали Бери го доби Оскарот за главната улога во филмот Балот на монструмите. Таа е првата црнкиња која ја доби оваа награда. 2004 година. Председателот на Либија Моамер Ел Гадафи во бедуинскиот шатор го прими премиерот на Велика Британија Тони Блер. Блер е единствениот британски премиер кој беше во официјална посета на Либија по посетата на Винстон Черчил во 1943 година.